Благодарам, председателя. Имам две прашања до господинот Груевски. Пред неколку дена, господине Груевски, беа објавени извештаите на Amnesty International на Стејт департментот, во кои се констатирани влошувања на состојбите во Република Македонија во врска со човековите права. Кај слободата на изразувањето, Amnesty International ги бележи сите девијации на вашата влада со кои се влошува состојбата во Македонија, тоа се следниве, јас би извоила 3. И цитирам: владина контрола врз медиумите преку директни закани и контрола на пазарот на реклами. Второ, голем број тужби за клевета кон новинарите. И трето, преземање на контролата врз Советот за радиодифузија. Во извештајот пак на Стејт департментот за човекови права во Македонија стои, повторно цитирам, господине Груевски: најважен проблем е неуспехот на владата целосно да го почитува владењето на правото, што се изразува во нејзиното мешање во судството, изрично и децидно мешање на владата во судството, во медиумите, во селективно судско гонење на политичките противници на државниот врв, како и во значителното ниво на владина корупција, господине Груевски, и неказнивоста на полицијата. Сакам да потенцирам дека вакви 3 состојби: директно прозивање на владата дека се меша во судството, директно прозивање на владата дека се меша во медиумите, како и спомнување на апсење на политички противници, за прв пат наоѓаме во било кој извештај на меѓународна институција на било која влада во Република Македонија. Значи, ниту една влада пред вашата досега не направила вакви злоупотреби на човековите права и во ниту еден извештај на ниту една меѓународна организација не биле констатирани вакви нешта. По објавувањето на извештајот, господине Груевски, тврдевте, изјавивте на 26 овој месец дека се ова стандардни критики за овој регион. Пред мене ги имам извештаите за Босна, за Србија, за Косово, за Црна и за Хрватска. Господине премиер, во ниту еден од овие извештаи, ова ќе се согласите, предпоставувам со мене, се земји од регионот. Сите земји од регионот се овие. Не се споменува мешање на владата во судство. Не се споменува мешање на владата во медиуми. Не се споменува узурпација на медиумскиот, на пазарот на реклами од страна на владата. Не се споменува узурпација од страна на владата на Советот за радиодифузија или било кое регулаторно тело во овие држави. И не се споменува политички затвореници вршени од страна на правени од страна на власта. Моето прашање конкретно до вас е: можете ли да ми наброите барем 3 мерки со временски период кога оваа влада ќе ги преземе, со цел граѓаните на Република Македонија да почувствуваат, но во исто време и следните извештаи на Стејт департментот и на Amnesty International да немаат констатации дека вашата влада се меша во судството, во медиумите, и гаранции дека нема да има политички затвореници и дека тоа нема да биде констатирано во ниту еден извештај на меѓународна организација која ги наблюдува состојбите во Македонија во врска со човековите права. Значи, да резимирам, 3 мерки кои владата ќе ги преземе во следниот период со цел да гарантира дека нема да има мешање на владата во или на извршната власт во судството, нема да има политички затвореници и нема да има на ограничување на слободата на говор, односно слободата на медиумите. Второто прашање, господине Груевски, е поврзано со претходното. Моја прашање е во некаква корелација и е комплементарно на прашањето на господинот Тито Петковски. Не од меѓународни институции, туку од наши домашни државни органи, поточно од Државниот завод за статистика, е констатиран следниот факт: дека ВМРО ДПМН во текот на изборната кампања има долг, кој не го затворил и изнесува повеќе од 3 милиони евра. Партијата чиј председател сте вие има финансиска дупка за последнава изборна кампања над 3 милиони евра и вие во февруари, од исто во ова место, од пратеник од опозицијата, добивте прашање во врска со истава оваа тема и тогаш вашиот одговор, тогаш не ви пречеше впрочем да одговарате како премиер и тогаш не ви пречеше и не представуваше проблем што прашањето е упатено за некој што бил председател на политичка партија, а не премиер, и одговоривте. И рековте дека навистина постои долг кон одредени правни лица, ве цитирам, долг кон одредени правни лица кои ќе го регулирате во иднина. Господине Груевски, веќе иднина или време за регулирање на овој долг нема согласно изборниот законник. И вие тоа многу добро го знаете. Во оној момент, а тоа беше крај на март, кога се затвараат
изборните сметки, жиросметките на партиите за избори, веќе не постои можност да се надоместува од други средства или од друга жиросметка таквиот долг на партиите. Вие тогаш во февруари не одговоривте на кого му должите, рековте на одредени правни лица. Меѓутоа одговорот го даде Државниот завод за статистика и во него се вели дека најмногу од се им должите на Канал 5 и на Сител телевизија. Дека тие се двата најголеми доверители. Вкупниот долг кон нив изнесува 2,4 милиони евра, а преку 3 милиони евра е долгот на ВМРО-ДПМН за изборите. Кој би бил заклучокот, господине Груевски, за најголемите дури лаици во однос на политиката? Дека вашата партија им борчи за изборите најмногу пари на оние на кои владата им дава најмногу пари за реклами. Лесно е да се затвори равенката и сега одговорот ке гласи корупција. Всушност, Груевски како председател на партија се задолжува со медиуми за партиски реклами, но после тоа Груевски како председател на влада ги враќа долговите на истите доверители, на истите медиумски куќи преку плаќање на владини реклами. Но разликата е во тоа што, господине Груевски, вие долгот не го подмирувате со ваши партиски пари, туку со наши, на граѓаните, со парите од буџетот на Република Македонија. Одеднаш 32 медиуми, господине Груевски, стануваат донатори на ВМРО-ДПМН и тоа сите го прават на 6 јуни. На истиот оној 6 јуни, кога за наводни 100.000 евра е уапсен и затворен Љубе Бошковски. На истиот тој 6 јуни 32 медиуми парите на кои сте им ги должеле, решиле да ви ги опростат и да станат донатори на вашата партија. И тоа не е доволно. И со се нивните пари останува долг, односно финансиска дупка од преку 3 милиони евра. Моето прашање е, од кои пари ќе го вратите овој долг? Дури и да сте најчесен, најдоблесен и да сакате тоа да го сторите од сопствениот джеп, сами да извадите 3 милиони евра за да ја подмирите кампањата на ВМРО-ДПМН. И тоа ќе биде нелегално, господине Груевски. Законот е изричен и вели, по истекот на одреден рок, надвор од жиросметката за изборна кампања, не може да се платат парите. Рокот е истечен, жиросметката е затворена. Долгот го немате подмиран. Дури да се случи Канал 5 и Сител да се јават како ваши донатори и да ви го опростат долгот. И тогаш ќе имате проблем со законот, бидејќи тоа ќе се смета за донација, господине Груевски, а тоа ќе го надмине нивниот 2,4 милиони долг, како ви го опростат, ќе го надмине лимитот за донации, кој што е повторно со закон дозволен. Од тука, на вистина, јавноста треба да знае како ќе го исплатите партискиот долг, а тоа да биде легално, да не биде спротивно на изборниот законник, да биде во согласност со кривичниот законник и да биде во согласност со Уставот. Бидејќи тоа досега не го сторивте, а роковите се одамна изминати. Тоа значи дека сте го повредиле веќе, господине Груевски, законот и сте сториле сериозно кривично дело. Моето прашање е, дали, господине Груевски, вие ќе се само уапсите? Дали председателот на владата, господинот Груевски, ќе нареди апсење, приведување и затворање на Груевски, председателот на ВМРО-ДПМН, кој има незатворен финансиски изборен долг, што го надоместува со народни пари? И благодарам.